повеќе се осеќам како македонец него како германец. Во загради киднапира. Ми кажа, има една група македонци во Германија. Читам на Facebook секогаш нели подалеку од наши или нема работа со наши. План сум да нудам нешто онлайн, ама не ми е приоритет пошто и тоа е Од ова прекрасно место сакам да изразам огромна благодарност до моите поддржувачи. Ако сакате вкусно да јадете и да бидете квалитетно услужени, тогаш ќе мора да отидете во ресторан Zur Traube, Најперк и да се уверите во сето ова што го зборувам. Доколку сакате да се стекнете со возачки за управување со градежни машини, мобилна платформа, кран, вилјушкар и телескоп машина, тогаш ќе мора да се обратите кај Александар Јосифов. Сите линкови од овие поддржувачи ќе ги имате подолу во видеото и секако доколку сакате да не поддржите нас и ви се допаѓа нашата работа, купете од нашите производи и на таков начин ќе не поддржите. Ви благодарам. Добар ден, почитувани наши гледачи, следачи, верни поддржувачи. Продолжуваме понатаму со нашите емисии. За моје огромно задоволство денес се наоѓам во едно прекрасно место. Подоцна ќе откриеме како се вика. И на отварање на нов дуќан, односно на нов бизнис на наш македонец, охриѓанец, кој тука просперира и обстојува, меѓутоа подоцна ќе ни каже се подетално за неговата животна историја. Саша, добар ден, ти благодарам за одвоеното време, иако знам дека денес ти набија на агендата во врските за отварањето на овој локал, меѓутоа ќе одвоиш време и ќе ни раскажеш подетално малку за твојата животна историја, а потоа ќе се осврнеме на бизнис, новиот бизнис, кој денес се отвара. Повели. Добар ден, добре дојдовте. Благодарам на поканата на ова интервју. Чест ми е што се тука. На овој посебен ден за мене. Тоа покасно ќе стигнеме да ви објасниме што како. Да се представам на кратко, моето име е Саша Стевоски. 44 години. Живеам тука во близина. Местото се вика Ербах, овде се наоѓаме во местото Михелштад, мали области во јужната покрајна на Хесен, значи негде на 60-70 км јужно од Франкфурт се наоѓаме. По потекло сум, да кажам, македонец од Охрид, по татко, по мајка сум чист германец, така да не сум баш чисто наш, ама така се осеќам. Така да повеќе се осеќаме како наш. Така, повеќе се осеќам како македонец него како германец. На кратко да објаснам што како, значи роден сум тука во Хам, тоа е во Нордрен Вестфалија горе. Кога сум се родил, моите не беа уште венчани, така да чисто од кога сум се родил имам германско државјанство. Ама така судбината ме нанесла да се вратам, да дојдам во Македонија на 4,5 години. Не баш по моја волја, не може да сум имал моја волја на 4,5 години, ама тогаш татко ми, кој не беше повеќе со мајка ми во врска, да кажам, на еден начин ме зеде со него, во загради киднапира, и јас на 4,5 години се најдов во Македонија, поточно во Охрид, без да знам збор македонски. Значи, истото како сега децата што пристигнуваат овде, малите, што ќе се најдат во Германија без да познаваат германски, јас така се најдов во Македонија без познавање на збор македонски. На 4,5 години памтам првите денови во градинка, колку ми било тешко и така натака. Во Македонија бев до мои 13 години, значи 7 оделенија ги посетував во Охрид во школа. Таму наравно го научив македонскиот јазик, ама германскиот никош не го заборавив, пошто тој ми беше така, ето, научен и секој сум разбирал све, само што не знаев да врзам реченици, да одговорам, ама сум разбирал некој, кога сум гледал некој цртан или не знам што, све сум разбирал. И 93-та се вративме тука, мојот татко веќе работеше тука пак, се вративме тука
со татко ми, со неговата нова жена, мојата маќа и со мојот брат. Дојдовме тука да живееме, баш овде во место, баш во Михелштад бевме. И тука почнав јас во 8 оделение школо, значи пошто моите оценки беа доволно добри да почнам во гимназија, ама заради не познавање на втори јазик, значи англиски сум го учел од второ оделение дури во Македонија, татко ми гледаше тука барем јазиците да се добро совладани. Почнав тука во 8 оделение, во Реалшуле, завршив 10-то и после тоа отидов во гимназија уште 3 години. Ја завршив и гимназија, ама не отидов да студирам, туку учев занает, како што се вика, во тука има една фабрика голема, Pirelli, производство на гуми. Позната, да. Да. И учев таму занает за тоа е за се што е во продукцијата. Го завршив тој занает со 2,5 години, наместо 3, малку убрзано, и потоа почнав таму директно да работам како контролор на квалитет. Ама видов дека, мислам, работата беше оптимална, пошто не бе во смени, си имаше нормални работни часови од понеделник до петок. Ама секогаш ми беше нешто повеќе, не туку едноставно да знаеш, нели, да успеш повеќе. И почнав да студирам технологија на гума. Тоа беше во Тројсдорф и тоа го правив после работа. Значи, секој викенд 4 години патував во Тројсдорф. Во 3 сатот почнуваше школото, до вечер до 8 во петок и секоја сабота од 8 до 3. Тоа го правив 4 години, а детето што ми се роди малото, второто дете. И тоа го направив, го завршив и после тоа ме унапредија понатака. Ама и тоа не ми беше доста. Па отидов уште една година, довршив за технички економиста во загради на крај едукватно на бечлер во Офенбах, една година. И после тоа се префалив интерно во Мецлер, тоа е дело што е за моторни гуми. Значи, пред тоа бев за патнички возила, после тоа за мотори, и таму влегов во оделението за развој и иновација. И со години стекнав позиција да водам тим од 8 души за развој на нови гуми. Значи имавме цело време контакт со италијанците, пошто нашето главно седиште во Италија, и таму бев. И сега, после известно време, се зафатив и со бизнисот на осигурување. Во почеток тоа беше пред 8 години, споредно, покрај работата. А после тоа и уствари сега веќе само тоа го работам, затоа што стекнав доволно, да кажам, клиенти, за да можам само тоа да живеам. И пред 2 години го напуштив Pirelli и сега се бавам само со осигурување. Да, навистина интересна приказна и покрај сето тоа што ти се случувало на некој начин не баш пријатно во животот, твојата амбиција и борба и желба за учење, за напредување цело време, за личен развој се гледа дека е на високо ниво. Сега и тоа е за поздрав. Сега сакам да ни објасниш повеќе за она што го работиш моментално, главно занимање, осигурањето. Па би сакал да знам што е потребно за некој што сака да се занимава со тоа, што е потребно да поседува од смисла на образование, сертификати или било какви курсеви. Значи, образование на крај не е некое посебно потребно. Секој може да го работи, само што треба да се посетува еден вид курс кој трае 4-5 месеци, зависи колку е интензивен. Важното е што на крај има испити пред економска комора, стопанска, нели, економска комора, кај што мора да се прави испит теоретски и практичен. Практичниот испит вие некој вид на консултација со клиенти, кој трае околу 20 минути негде беше. И тука се гледа дали некој е за таа работа или не.
Значи имало и случаеви кај што некој му кажале ти не си за да те пуштиме на народот. А што е она што е потребно да поседува еден човек? Комуникација, комуникативност наравно, како вештина, комуникативна. да, комуникативност. На крај, иначе други вештини ќе дојдат сами со себе ќе си дојдат тие сите работи кои му се потребни постепено. Кои се најголемиот број од твоите клиенти, дали се наши македонци, балканци или останати, и на кој начин ги пронаоѓаш клиентите? Во 2019 прв пат слушнав, бевме на една слава за Свети Никола и правевме муавет и нешто ми кажа, има една група македонци во Германија. На Facebook. На Facebook. Океј, тоаш беа уште 20.000 членови. Океј, и мене тоа во тој момент ми дојде идеја, чекај малку јас да се вклучам. Да се вклучам, да се кажам кој сум и што нудам, нели, како услуга. Пошто беше едноставно бесплатен маркетинг. Така. И тоа го направив и така започнав. Значи, во тој момент започнав да работам многу со наши. Значи, во моментот можам да кажам дека сигурно 80% на моите клиенти се македонци. Имам и голем ден балканци, пошто не знам дали е тоа некоја моја самоособина, ама добро го владеам и српскиот јазик, а и бугарскиот, некои зборови ќе кажеш, ама ќе те разберат бугарите, ама српскиот јазик го владеам, така да можам и со балканците да се разберам. И веќе од нив имам и доста клиенти, наравно и германци. Германци тука што се, пошто германскиот ми ето мајчин јазик, го зборувам без акцент, како што и претпоставам дека и македонскиот веќе го зборувам со добар акцент, охридскиот на некои зборови го имам уште, ама не толку екстремен како што, нели, би бил во Охрид разговаран тој јазик. Така да, моите клиенти се многу разли. Едноставно, во моментот не сум многу активен да барам нови, затоа што веќе клиентите се идат сами по себе. Викаат дека дека гласот добар ме бие, ама тоа не ќе јас да го одлучам или да го проценам. Едноставно ми се јавуваат клиенти секојдневно нови. Важно е јас со сите си ги осеќам како мој. Кога ќе ми се јави некој, тоа може да го потврдат многу. Секогаш тако лично се го осеќам како да го знам веќе 100 години. И прв пат да ми се јави некој, како ќе разговарам со него како да се знам и ќе гледам да го услужам. И на крај да не испадне ништо, јас и да ме бара само некоја услуга која би била бесплатна, која би била за мене информација или пак време ќе го потрошам, ама ќе го осетам дека сум му помогнал во тој момент и тоа ме задоволува исто. Значи, препораката, според мене, е најдобра реклама од човек на човек. Меѓутоа, за да се стигне до таа реклама, мислам дека, и ќе се сложиш со мене, дека социјалните мрежи се еден бесплатен простор за реклама и мислам дека играат голема улога во твојот бизнис. Да. Океј, а кажи ми сега какви услуги, какви видови на осигурање се нудиш ти? Значи, и преку која компанија? Значи, јас работам за компанијата Хук Кобург, која е најголемата компанија за осигурување на возила во Германија. Значи, осигурани се 14 милиони возила преку Хук Кобург. Многу е распространата со експозитури, значи има скоро во секој град има експозитури, значи мислам дека се околу 1400, не 1900 филиали има низ цела Германија и уште 4000 вработени кои, како што работев јас, покрај работа го работеа тоа. Така да достапноста е многу голема. Видови на осигурување кои нуди се сите освен осигурување за фирми. Значи, сите приватни осигурувања се нудат, автомобили, осигурување за лични одговорности, адвокатски осигурувања, здравствени, осигурување за повреда, пензиски штедења, осигурување за работонеспособност. Значи, сите тие животни осигурања
приватни и осигурување на имоти, така натака, се нудат преку компанијата со многу поволни цени. Значи, кога се споредат, ќе се видат дека цените се окей. Али тоа се цените на компанијата. Така да јас, дали кај мене, дали на интернет ќе се направат цените, дали директно кај било во Хук, цените се тие. Значи, нема разлика измеѓу мојата цена или таму, така да јас тука, тоа е за мене нешто окей, затоа што транспарентно е целиот процес е многу транспарентен. Ако некој сака да види цена, може пред тоа да си погледне на страницата од Хук. Значи, ако испадне таму 100 евра и кај мене 100 евра, без да кога ќе ме праша, јас ќе му кажам таа цена останува пошто е истата. И тоа е многу едноставно во тој момент за работа, кога имаш транспарентност, секој да може да провери, нели, која е цена на пазарот. Кој тип на осигурување е најпродавано кај тебе конкретно? Наравно, Хук како компанија е број 1 за автоосигурување. Така да најмногу се продава автоосигурување, се прави автоосигурување, пошто тоа е единственото осигурување во Германија кое е покрај здравственото осигурување што е по закон пропишано. Значи не сме да се вози тука без осигурување кола на пат. Сите други осигурувања се доброволни. Ама покрај тоа, на пример, осигурувањето за лична одговорност, кој на пример го нема во Македонија, ама е према мене и прашајте многу други што го работат мојот бизнис, ќе ви кажат дека тоа осигурување е едно од најважните осигурувања, а правиме муавет за многу мало ниска сума на пари, а многу услуга. Значи, кога разговараме за некој 6 евра на месец, би ве спасило од економска пропаст, тогаш е тоа едно од најважните осигурување, пошто во Германија не можеш да кажеш, извини, не сакав, туку тие ќе ти кажат ти не сакаш, ама ќе си платиш. И затоа е тоа осигурување едно од најважните. Така, за сите, значи, кои сте во Германија и го гледате ова видео, можете да го пронајдете Саша Стевовски на Facebook и можете да добијате сите информации околу она што тој го нуди и го работи. Сега, Саша, сакам да се префрлиме на темата за која што сум јас денес тука главно дојден. Денес, како што кажав, имаш отварање на овај твој нов дуќан. Кажи ми, со што ќе се занимаваш понатака во иднина? Значи, ова ќе биде нешто споредно, ова ми е, да речем, нешто како хоби. Оддамна сум имал желба нешто вакво да имам, значи, и ми се пружа прилика ова година. Значи, овде во овој град кај што сме, Михелштат е многу историски град, се наоѓа најстарата општинска зграда во Германија која дотира од 1484-та. И тука има многу познат Божичен панагир, и баш на тој Божичен панагир јас тука се шетав и видов дека оваа просторија е на затварање. Значи тука пред тоа имаше накит, се продаваше, и во тој момент ми дојде идеја дека тоа што секој што го замислувал, можам тука да го остварам. А тоа е продавање на она во тоа што јас уживам, а тоа е вискито и пури. Значи, ова е дуќан сега што ќе се отвора, каде што ќе се продаваат виски. Значи, овде сега во позадина што се гледа, на пример, сега само шкотски виски кои се. Од позади имаме и други пијалоци, джин, рум, водка, бурбон и пури. Значи, тоа е што денеска ќе се деси. Имаме денеска во 12 часот отварање свечено на дуќанот и ќе видиме. Значи, као хоби ќе биде во прв момент. Так, нешто македонски пијалок се наоѓа по витрините или? За жал не, може да ќе слушнат тие што требаше ме контактираат некои од нашите, пошто големи трговци што ги викаат, нели? Мислам дека дали во Франкфурт, дали во Нинберг, не знам кај беа, ама нешто не испадна, ама не е тоа проблем, ќе најме место и за македонски пијалоци. Во моментот немам уште купено, едноставно затоа што како што нарачував и видов дека нема да стигнам со место. И сега остана еден празен рафт нема во моментот. Па ќе видиме што ќе се троши. Наравно, една-две интересни раки може да се донесат, не е проблем, ќе најме место за тоа. Ама сум во план. Ама немав уште така постепено. Да, постепено така. Значи степ бај степ ќе видиме како ќе се одвива бизнисот. Нови идеи се раѓаат секојдневно, едноставно, и
ќе биде ќе видиме што ќе донесе иднината. Да. Веќе сами наметна таква тема и морам да ти го поставам прашањето. Дали сметаш дека имаме поддршка тука во работата што сите со нешто се занимаваме од нашите македонците? Дали може да се соработува или Не, може да се соработува. Наравно, читам на Facebook секогаш, нели, подалеку од наши или немај работа со наши. Јас лично, јас си се осеќам, секој си го осеќам како наш, на никош не сум мислил нешто, ај сега, нели, ќе го искористам тоа што не знае јазик или нешто, туку дури му го објаснувам повеќе пати, дури го свати, или сум имал ситуации каде што, да кажам, сум спасувал луѓе од, да не речам се, не ги спасувам живот, ама така. некои финансиски проблеми нели што биле во случај со осигурањата, да испадам дека јас сум сгрешил, немам проблем тоа, затоа што каде што знам дека не можам никого да го пикнам во дупка или сам себе си, ќе искористам јас некои можности што може да се направи за да се ублажи некој проблем да се реши и така натака. А иначе соработка со наши секогаш, значи тука кога веќе зборуваме на тоа, целиот дуќан се реновираше. Сега наши во тој момент јас си ги така сум од Југославија сум дојден, на времето ми е останато така, наши се југословени. Едино словенците никош не биле некако, тие биле за мене ван, ама сите други се тука. И целиот дуќан се беше реновиран од наши, значи сум имал балканци, ето. Мебелот ми е од Струмица, поздрав до Јасен мебел од Турново. Да, изгледа одлично, морам да пофалиме. Да, значи и архитектот кој дојде е наш македонец од Батфилбел, Џоко, он тоа го работи заедно со компанијата Јасен мебел, и ако на некој му треба мебел, може да го контактирате, зашто они изработуваат многу добри кујни. И целиот мебел беше по план изработен, пошто објектот може да се гледа, може ќе снимиш покасно, е правокрив, овде нема ни еден прав зид. И целиот мебел беше изработен од нив, планирано, донесен тука, монтиран, и сум презадоволен од тоа што се изработа. Исто електричарот беше србин, водоинсталаторот беше босанец, и така натака. Значи јас целиот дуќан сум го сработил со наши и не се осеќам од никого така да кажам заклан што викам, или све беше окей. Окей. Овие сите производи што ги гледам тука сега јас, ќе ги покажеме. Каде може да се најдат? Дали само во дуќанот може да се купат или има онлайн? Моментално само во дуќанот, затоа што сега почнав, нели? После тоа ќе видиме. Интересно кај вискито е што има многу виски кои се limited edition, што значи се произведуваат 500 шишиња и тие се. Имам и такви на располагање што пишува дека сум го имал шишето 15 од 500 пример. И тие се тие кои можеш после онлайн да ги продаваш. Другите кои може секојдневно да се најдат негде е малку потешко, пошто не можам јас со тие големите наравно цени да најдам. Иначе во план сум да нудам нешто онлайн, ама не ми е приоритет, пошто и тоа е многу работа. Значи временски сум зафатен и со осигурањето многу, и сега со ова малку ќе биде нешто повеќе. Иако не планирам да отворам секој ден, туку само четврток до петок, четврток до сабота, само 3 дена, каде што тие што сака да купат ќе дојдат, мислам, концентрирано да си купат. Пошто идејата е тука да се купуваат повеќе, нели, поклони на крај. Ако знаем дека или дегустатори. И тоа е во план, да, точно, тоа ќе заборев. План е да се прави дегустација, значи ќе има можда еднаш месечно, еднаш на 2 месеци, не знам, ќе има дегустација кај што ќе има одбрани 4 до 5 виски, ќе се плати као некоја карта и секој има можност да ги проба тие 4-5 виски. Наравно ќе има презентација на секој виски што како историја, за луѓето да вкусат нешто што можда не би го купиле. Пошто вискито кошта можда 100 евра и он сега сака да го проба, ако му е интересно ќе го купи, ако не, нели, да не ги даде за тие џабе 100 евра. Така да тоа е во план да се прави.
И исто и денеска на отворањето ќе има таква дегустација од 4 виски. Така Тоа да сакам да те прашам, дали ќе дегустираме нешто? ќе дегустираме, да. За да кажеме Да. од искуство дека е добро. Да. Саша, ти посакувам успех на секое поле што работиш. Знам дека и Фала. верувам од ова што го слушнав дека нема тука да биде крајот, дека се ќе се оди напред и напред. Тоа се гледа и се чувствува. Ти благодарам уште еднаш, ми беше мило, си одличен соговорник, ја и гледам дека си успешен и во работата. Фала многу. Мило ми беше.